ако деканот не може да подобри својата просторија, тоа што може. Што е уште посмешно, затоа што јас добро знам, ректорот е задолжен да представува универзитетот во земјата и во странство, не да се занимава со одобрување на простории. Кога ти одмете ректорот со барање, тој не го каже ништо, тој не врати назад тука, кај деканите. Кога не врати назад кај деканите, тие ни одобрија многу помала просторија, А2, која нема да собере ни една третина од другата тука. А сега на 15 минути пред дебат, пред оваа трибина, тие ни одобрија просторија, кога беа ги сплашени од студентскиот марш, со тоа што продеканот на филозофскиот факултет изјави дека вие секогаш можете да го убиете амфитеатрот А3. Ова е срамно и затоа би сакала да побарам од нив јавно да не се изгнат за оваа декорда, затоа што ние не баравме користење на вашиот личен имот и друга баравме некаква услуга, ние баравме да ни го дадете тоа што на нас законски ни припаѓа. А сега да се просторията, бараме веднаш да ни одобрите позитивно, а сега за сите оние кои не знаат дека се на универзитетот ни припаѓа нас, сакам да го прочитам следното закон. Како редовни студенти при УКИ и како еднакви партиципанти имаме право на слободно користење на просторот и опремата на факултетот, што е утврдено со 7-иот член од Законот за високото образование на Република Македонија. Член 150. Студентот има право на користење на просторот, опремата, базите на податоци, софтверот и другата научна и stručна инфраструктура на универзитетот и неговите клиници. Односно, тој има право на користење на самостојната високообразовна установа. Тој има право да ги користи универзитетските објекти на спортска и културна дејност. Исто така, да повторам, колку на некој не му се допаѓа оваа изјава, член 150 од законот пишува дека секој студент има право слободно да го искаже својот став за функционирањето и активностите на високообразовната институција. Благодарам. Кога се донесе закон, кој што членот и ден денеска се споменува, јас во 3 продолженија во Нова Македонија излезе надпис Универзитетот на Свети Кирил Методиј во Скопје. Тука се собрани всушност сите нешта кои што и ден денеска се дебатираат. Тука се собрани моите видувања за проблемите на студентите од основањето на универзитетот па до денес. Може да го прочитате слободно и го оставам. Така што тогаш немаше никаков одзив. Тука дојдов со една цел, постојано доаѓаат студентите од студентскиот пленум, така со некои од нив сега не ги гледам тука, преговаравме по просториите. Значи, не беше проблем дали да се одобри просторија, бидејќи се забележува дека сите трибини се на филозофскиот факултет и од дебатава дури 20 професори се од филозофски факултет, така што филозофскиот факултет во историјата многу напредни идеи секогаш потикнувале од филозофскиот факултет и пак сте на филозофскиот факултет, иако денот сега фиктивно е на филозофскиот факултет, но таа моја колумна, која што излегуваше во 3 продолженија, каде што јас ги собирав сите проблеми во високото образование, кои што јас мислам дека се важни, проблемите со Законот за високо образование, заборавев на еден момент, бидејќи мораме да бидеме искрени, болонските процеси, кои што започнаа веќе неколку деценија и половина траа, 2004-та, кои започнаа во сите тие реформи, во сите тие тела, беа вклучени професори науки.